Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, еве повторно на истата тема која во изминатиот период стана актуелна поради прекршувањата на постапките и начинот на насилно изгласување на уставни суди во Уставниот суд на Република Македонија. Имено, најпрво сакам да напоменам во однос на процедурата дека е прекршена и за истата сте свесни и самите вие. Зошто? Според вашиот принцип имаме процедура на прв дојден прв услужен. Зошто? Бидејќи незавршена расправа по однос на сите предложени кандидати, половично, односно се доставуваат предлози за избори на пленумот, иако самата комисија не е завршена. Што значи тоа? Тоа значи воведуваме пракса дека утре или задутре на одредена комисија, каде што имаме предлог закон за изменување на 10 членови, кога ќе стигнеме до петиот член кога ќе се разработи во однос на измените и дополнувањето, може да се стави на пленарна седница, другите 5 членови да чекат до продолжување понатаму. Тоа е принцип на прв дојден прв услужен. Според вашиот принцип, како што вие го поставувате, што доколку од сите 9 кандидати кои што беа првите тројца ги утврдевте, тоа значи дека нема потреба од наредните 6. Тоа значи дека не треба да се слушнат нивните биографии, не треба да се слушнат квалификациите на оние кандидати кои што се зад вашите тројца предложени, односно вашите договорени кандидати. Тоа потврдува дека истите се од утврдена листа на коалицијата и единствено е ова услов да истите ги изберете. Не постои никакво друго објаснување во однос на квалификации и компетенции, во однос на уставноста која што треба да ја бранат во Уставниот суд, односно каде што треба да ги контролираат сите закони и подзаконски акти кои што се однесуваат на целокупното општествено живење во Република Македонија. Почитувани колеги, зборуваме за една институција која што има исклучително важна улога, затоа е единствено за сега нормирана и во самиот устав, надлежностите ги црпи единствено од Уставот на Република Македонија. И конкретно, кога зборуваме за кандидатот, вториот ваш кандидат, односно за Тања Васич Бозаџиева, јас немавме можност да поразговараме со неа во однос на, повторно потенцирам, на компетенциите и квалификациите кои што ги имаме, па затоа моравме врз основа на биографијата која што е доставена од кандидат, како кандидат од предложена од парламентарното мнозинство, да разгледаме на што се осврнала изминатиот период. Можам слободно да констатирам дека по однос на сите овие проекти каде што учествувала, поединечно ќе ги разработиме. Станува збор исклучиво за неуспешни проекти во однос на целокупното работење во изминатиот период на она што вие го велите дека имало значајна улога во реформата на целокупниот систем на функционирање, посебно во според законот за организирање на државната управа, каде што истата има најмногу проекти. Еве ќе цитираме. Била како експерт во реформите во областа на јавната администрација, а учествува во воведување на внатрешни процедури на Министерството на функциите поврзани со процесите за стратешко планирање и функционална анализа. Кај е функционалната анализа? Како нови процеси кои произлегуваат од реформата на јавната администрација. Исто така како представник на Министерството за правда учествува во изготвување на законот за еднакви можности. Почитувани колеги, доправа предлагате реформа во јавната администрација. Зошто не е реформа во јавната администрација ако сме имали успешна реформа во јавната администрација? Вие предлагате повторно да имаме реформа во јавната администрација. Ако бил успешен проект, немало потреба за дополнителна реформа. После тоа, од јануари 2006 година, спроведување на проектот од областа на катастарот на недвижности во надлежност на Државниот завод за геодетски работи, како национален експерт за имотно-правни односи во одреден проект. Почитувани колеги, имотно-правните работи, како што се замрсени, нема да се решат уште наредните 30 до 50 години. А зборуваме за успешни проекти. Потоа, морам да потенцирам, бидејќи овде имаме директна поврзаност на
досегашното работење со идното предпоставено работење на почитуваниот кандидат кој што го имате предложено. Имено во членот 126 од Уставот на Република Македонија вели вака: при постојање на воена или вонредна состојба, владата во согласност со Уставот и со законот донесува уредби со законска сила. Овластувањето на владата да донесува уредби со законска сила трае до завршување на воената или вонредната состојба, за што одлучува собранието. Не случајно го цитирав овој член од Уставот, бидејќи, еве ќе ви поврзам со дел од ангажманот, каде што вели: во јули 2019 година до септември 2020 година повторно работи во Министерството за правда како државен советник за ЕУ интеграции. Како државен советник на ЕУ интеграции учествува во преговорите за поглавието 23. Правда и внатрешни работи, а со почетокот на пандемијата со COVID-19 таа е член на кризниот штаб при Министерството за правда задолжено за изготвување на уредби со законска сила за време на вонредната и кризната состојба поради пандемијата COVID-19, кои се во надлежност на Министерството. Почитувани колеги, вонредните состојби кои што беа прогласени се доставени во собранието, се уште не се разгледани. Зошто? Затоа што вака воспоставените и прогласени вонредни состојби кои што ги имавте, а еден од експертите и член на кризниот штаб кој што ги донел, односно ги препорачал да се донесат, кандидатот кој што денес зборуваме, не се разгледани во собранието. Зошто? Затоа што 70% ова излегува од истражните невладениот сектор и организации кои што вршеа истражување на уредбите со законска сила. Повеќе од 70% од уредбите со законска сила кои што беа донесени во тој период не се однесуваа на вонредната состојба, односно причината за прогласување на вонредна состојба и кризната состојба после тоа. Тоа значи се злоупотребува институтот на вонредна состојба, односно уредба со законска сила, да се донесат одлуки, да се заобиколи законодавниот дом, да може извршната власт да ја превземе и законодавната власт, односно да си носи закони без законодавниот дом. Тоа го направија, а после тоа, за да се прогледа, односно да се разгледа што се случувало, истите не се разгледуваат во собранието. Зошто? Затоа што ќе се видат сите аномалии кои што се постапувало. Но, еве прва задача за кандидатот за уставен судија. Прва задача, кога ќе стане уставен судија, дали и како ќе се произнесе во однос на ставот за тоа дали овие уредби со законска сила кои што се прогласени во вонредна состојба, донесени од страна на извршната власт од владата, треба да продолжат да важат и после завршетокот на вонредната состојба. Или истите треба дополнително да се преиспитаат и да можеме да видиме на што се однесуваат, за што станува збор и како можеме да ги надоградиме или истите кои што биле спротивно на оваа вонредна состојба да бидат укинати. Тоа значи дека првично што треба да се заложи како кандидат е да видиме дали за вонредните состојби кои што таа ги предлагала има став и каков ќе биде ставот во однос на важноста на овие уредби со законска сила. Дополнително за тоа како ќе се произнесат во однос на немањето рокови на одлучување, за кое што зборував и завчера, дека единствено во Уставниот суд немаат рокови на постапување. Имаме во секоја институција во државната управа рокови на постапување, имаме во сите судови рокови на постапување, единствено во Уставниот суд немаме рокови на постапување. Затоа сметам дека со ваквите квалификација неможност да се искажат и да не разубедат во нивните намери и во делот каде што ќе можат да допринесат за подобрување на работата на Уставниот суд, вие како парламентарно мнозинство им го ускративте правото на сите овие кандидати да самите се промовираат и самите во кратки црти кажат каде ќе се движат во нивното работење, односно како ќе бидат, односно во кој дел ќе бидат додадена вредност во самиот Уставен суд. Ви благодарам.